Добар ден, криптоентузијасти, уште едно издание на Altcoin Investi на нашиот канал, каде што за почеток, пред да почнеме со Altcoin Investi, само сакам да споделам нешто интересно со вас. Знаете и сами дека јас се обидам да направам економска едукација, првенствено на македонскиот народ, и знаете дека тоа го правам од срце, давам се што можам да на некој начин колку можеме повеќе луѓе информираме за првенствено нивните права, да знаат за тоа што се случува во економијата, да знаат како функционира економијата, а посебно да знаат што државите прават на вашите финансиски средства. Така да се осеќам одговорен да ви го споделам ова. Многу од луѓето не разбираат како сме стаселе до оваа ситуација. Мислам дека една од причините поради кои што сме стаселе до оваа ситуација е баш ова. Така да, денеска ќе имаме видео за Altcoin Investi, но ова морам да го споделам со вас. Прво не заборавајте дека на крајот од денот ова се луѓе, како оваа личност која што ќе ви ја пуштам сега да видите. Ова е видео направено пред само неколку дена на 3 мај во документарец кој што практично објаснува за тоа каде се парите, што се случува со овој финансиски систем, кој што верувам дека ќе биде многу битен, ја одвај чекам да го видам кога ќе испадне. Моментално ова што ќе го погледнете, како да ви кажам, јас немам зборови за нивото на дебакал кога ќе видите какви луѓе ја водат најголемата економија во светот. Не заборавајте, чисто за објаснување, лицето кое што ќе го видите е Джеред Бернстин, кој што е еден од главните економски советници на Геноцид Џо. Не заборавајте дека овој човек е задолжен за поголемиот дел од економската политика на Мурика и за начинот на кој што муриканската економија функционира. Прашањето кое што ќе му го постават е многу едноставно. Ако Америка принта пари, зошто не си испринта пари? Зошто има потреба да ги позајмува парите кои што ги принта назад на самата себе си? Чисто да се објасниме зошто е тоа така, а после да видиме вакво едноставно прашање како ќе одговори пак ќе кажам, еден од највисоките економски советници на Геноцид Џо. Да се разбереме. Прво, американската држава не принта пари. Принта Федералната резерва. Разликата помеѓу државата, односно владата и Федералната резерва е тоа што како кај нас, например, во било која држава, имаме различни столбови на моќ. Така, имате извршен, судски и така натаму. Во оваа ситуација е така направено да едноставно не и се даде на државата да може да принта колку сака пари, затоа што се знае, тоа е право, догма е, ненапишано правило е дека ако му дадете на некој машина со која што може да си принта пари, нема да престане. Така. На тој начин разделена е извршената моќ на Америка од моќта на Федералната резерва да одлучува за монетарната политика. На крајот од денот, нормално дека Федералната резерва нема да остави да капитулира и да банкротира државата, и како што веќе објасниме претходно, преку комерцијалните банки практично ги купува билз and bonds, државните обврзници на Мурика, и на тој начин бризгува пари директно во владата на Мурика. Така. Ова е класична понзи шема, да се разбереме. Вие имате наводно две страни кои што не соработуваат, што е научна фантастика. Уште еднаш, посебно кога вчерашното видео ви објаснив дека председател на Федералната резерва е директно ставен таму од страна на моменталниот председател, така, на државата. Така да, научна фантастика, сите знаеме, врапчињата на жицата знаат дека овие две, да речем, сили во Америка функционираат на тој начин што едноставно соработуваат, така. И единствено кога веќе ептен ќе отиде се у пичку материно, што ви рекле кај нас, така, кога инфлацијата ќе отиде преку кровот како што отиде до 9%, тогаш нема друг излез освен да престанат со принтање и да пробаат да направат нешто да стабилизираат ситуацијата. И сега наеднаш, кога ова толку едноставно еме, дури и ние небањатите, неписмени од Балканот го разбираме и знаеме како функционира и знаеме дека е понзи шема, го прашуваат, пак ќе кажам, главниот економски советник на Геноцид Џо, зошто Америка, ако може да си испринта пари, си ги позајмува парите на самата себе си. Еве да видиме што има да каже.
like you said, they print the dollar. So why does the government even borrow? Well, I mean, again, some of this stuff gets, some of the language some of the language and concepts are just confusing. I mean, the government definitely prints money, and it definitely lends that money, which is why the government definitely prints money, and then it lends that money by selling bonds. Is that what they do? They sell bonds. Yeah, they sell bonds, right? Since they sell bonds and people buy the bonds and lend them the money. Yeah, so a lot. Вика, државата принта пари и ги позајмува парите, да, вика, ги позајмува парите, да. Тоа прават, вика, ги позајмува парите. Да, вика, принта пари, вика, и нели они, вика, после тоа прават bills and bonds, во превод се извинувам, обврзници, и вика, да, вика, сигурно ги позајмува парите. Пак ќе кажам, не заборавајте, значи, овој е еден од главните консултанти за економија на Геноцид Џо. А Мурика е најголемата економија во светот. Значи, ова е човекот кој што одговара за најголемата економија во светот и вас не ви е јасно како е финансискиот систем во светот толку, значи, уништен. A lot of times, at least to my ear with MMT, the language and the concepts can be kind of unnecessarily confusing, but there is no question that the government prints money and then it uses that money. Значи, гледате како, ваков тип на фаци ве прават глупави и ви кажуваат дека многу е ова збунувачки за вас. Значи, гледате како, јазикот е многу збунувачки и затоа не можам вас да ви објаснам сега, се разбираме. Значи, вие обична раја, не се секирајте, се е во наши раце, се е безбедно, значи, вие може мирно да спиете, а ние што правиме, вас дека не ве интересира, пошто за вас тоа е многу збунувачки. Значи, тоа е тоа што ова класа на како да кажам, на капиталисти се обидува да го направи. Не сте вие доволно паметни, ние ќе мислиме, вие не се секирате, сега не можам вас да ви објаснувам, ме разбирате? Ете, тоа е моментално говоров што го слушате. Yeah, I guess I can't really talk. I don't get it. I don't know what they're talking about. Like, because it's like the government clearly prints money. It does it all the time, and it clearly borrows. Otherwise, we wouldn't be having this debt and deficit conversation. So, I don't think there's anything confusing there. Воопште нема ништо зборувачки, брат. Значи, ништо нема зборувачки. На крајот од денот тоа што пропушти да го кажеш е дека моментално има магичен круг во кој што кога и да ви требаат вас пари, Федералната резерва го принта, наместо да ви го даде директно, ви го дава преку комерцијалните банки, кои што земаат дел, нели, од целата од овој колач, а секојдневните граѓани е вака затоа што со вашето принтање на бескрајни количини пари, што се случува? Инфлацијата и понатаму расте. Кога инфлацијата расте, што се случува? Се намалува куповната моќ на секојдневниот граѓанин. А вас не ви чуе. Не е тоа само оваа ретардирана политика економска, туку на сите држави во светот. Еве како тоа изгледа. Долгот си расте, парите си се принтаат и да не забораваме една многу битна работа, официјално од пред само некој период влегуваме во повторно принтање на пари. Еве многу добро од страна на Томас од Hey Apollo, ова е страната која што користиме за тракинг на Bitcoin Spot ETFs. Значи, само што влегуваме во позитивно принтање на пари, официјално принтерот е пуштен, момчиња, се движиме во добра насока. Зошто е тоа така? Значи, гледате и сами, моментално се движевме во одлична насока за крипто. Повторно, ова е многу лошо за секојдневните граѓани кои што чуваат капитал во парични средства, зборуваме долари, евра, што сакате, значи во тоалетна хартија во боја, но е одлична вест за нас, затоа што ова представува девалвација на валутите во кои што чувате, но за нас представува, значи, знаете и сами, секогаш кога имаме девалвација на валутите, се останато крева на цена. Вклучувајќи и криптовалутите, вклучувајќи акции, вклучувајќи ресурси, значи, буквално се ви е попаметно да чувате, освен тоалетна хартија во боја
И еве во тој момент, значи, дојдовме до некоја најдлабока, еве, 20 трилиони 690 милиарди долари, значи ова е колку има пуштено на октомври 2023 година и од тој момент гледаме дека постепено се придвижуваме повторно нагоре и како што видовме овдека, почнуваме со принтање, многу добро направено со фацата на Џокерот во позадина, а чисто за да објасниме како тоа изгледа, во последниот момент кога имавме ваков тип на енорно принтање во 2019 година, погодете што се случи. Огромно принтање, значи овдека сега треба да ставиме и доларот, чисто за да стане јасно што се случува кога имаме огромно принтање, само не на кирилица, чисто за да го разјасниме овој дел. Значи, еве како изгледа тоа, многу јасно. Огромно принтање на пари, колку повеќе пари, толку повеќе нивната вредност почнува да паѓа, а што се случува? Се останато расте. Па момци, еве неповторно, моментот почнува, знаеме што ќе се случува следно, како за биткоин, така и за доларот, но нели, ќе дојдеме таму, не се секирајте, полека се движиме во правилен правец и знаеме што тоа ќе значи за нас. И да не заборавиме, значи не се секирајте, вие простички, не бањати, не знаете како тоа изгледа, американците ќе ви кажат, значи немој да се секирате, пари има. Your ATM is safe, your banks are safe, there's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash at the Federal Reserve. Your ATM is safe. Ете така, момци, немој да се секирате, значи your ATM is safe, your bank is safe, значи има бескајна количина на пари во Федералната резерва, па така, момци, Федералната резерва нека почне да си работи работата затоа што не чека bull market и значи доста беше глупирање, давајте од тоалетната хартија, нека се принта. Така да тоа се добри позитивни работи кои што сакам да исподелам со вас. Значи ова е видео на милениумот. Какви цареви. Знаете како жалното од целата оваа ситуација е не се они криви, ние сме криви што дозволуваме ова да ни го прават. Но како и да е, без ова да се случува, значи биткоин никогаш нема да дојде до $1,000,000, затоа што за да дојде до $1,000,000 треба да се случи крајно голема девалвација на доларот и останатите валути, а тоа моментално, дечки, само што не сме го направиле, баш највеќе поради ова, а тоа е енормниот долг на Мурика, мора да направи девалвација за да ја намали вредноста на овој долг и да не должиме многу, тоа е одлично за нас. Моментално се наоѓаме на 41 од Altcoin Season индексот, што значи дека се наоѓаме доста подлабоко од претходните високи моменти каде што достигнавме неверојатни 84. Тоа беше моментот во март кога имавме голем наплив на вредноста на алткоините, значи се наоѓаме доста неутрално моментално, дури би кажал под 50 негативно за алткоините, што е одличен, значи е супер момент за акумулација. Моментално гледаме дека претежно парите од во биткоин, што е, пак ќе кажам, за мене супер. И еве, средната вредност на RSI на сите моментално коини е 55, скоро 56, еве 55,5. И пак ќе кажам че ова е многу добар инструмент кој што го користам кога сакам да погледнам некој од овие коини ако е препродаден, многу лесно се гледа на овој инструмент. Уште еден инструмент кој што го гледаме секогаш кога имаме алткоин недела, а тоа е Cryptometeus, тоа е нели развивањето на проектите и колку моментално скрипти имаат така речено придонесено во GitHub, со тоа што стандардни на нели истото место, на годишно ниво нема никакви промени. Прво ICP, Ethereum, второ ADA, трето, потоа вклучувајќи ги Flow, Arbitrum, DOT, Audio. Аудио, искрено аудио, за да ви кажам право, ја не можам да видам толку многу развоја, никаде не го гледам, ниту во вести, ниту во ништо друго. IOTA, Osmos, Eagle, тоа е Multiverse X, Atom и така натаму. Значи, ја нема Solana ни во првите 15, можеме да видиме. 15 место, браво Solana. Браво. Меме коини. Fuck yeah. Како и да е, на неделно ниво, Audius на прво место со 428 комитс, ICP, Ethereum, Cardano, Flow. Ова е како core, значи за самиот проект, додека за екосистем Ethereum, Algorand, Polkadot, Polygon, Cosmos. Проекти кои што ги имаме во нашето портфолио со исклучок на Cosmos и Flow, значи поголемиот дел од овие проекти ги имаме баш заради тоа, затоа што се активни, затоа што работат на надгрба како на сопствениот блокчейн, така и на самиот екосистем, едноставно непобедливи се. Значи постојано се наоѓаат на првите места, пак со ваков напредок јас дури и да не успеат овие проекти нема да ми биде криво што сум
инвестирал во нив затоа што на крајот од денот, да не заборавиме, истите се гледа дека работат. Сега повторно. Некогаш работа да не е доволно, но во оваа ситуација, ако ништо друго, барем од истражувачки аспект, значи јас сум комплетно покриен и на вистина сите овие проекти кои што ги имаме инвестирано на вистина покажуваат најдобри резултати кога би го земале овој научен аспект на гледање на инвестициите. Сега да не забораваме дека официјално позитивно беше изгласано да се прекине овој SAP 121, тоа го разговарахме во вчерашното видео, погледнете таму детално објаснуваме дека тоа е практично механизам кој што СЕК го имплементираше со цел да ги застраши финансиските субјекти, претежно банките, да не им даваат банкарски и финансиски услуги на криптоменошниците, со тоа што погледнете. Значи 228 вкупно гласале да се исклучи овој, а 182 да остане. Нормално тоа се демократите кои што гласаат да остане, значи не сме напред никако, само назад. Со тоа што гериатрија Џо веднаш кажува дека следи вето. Значи, што може да очекувате од, како да ви кажам, значи, дечко е мумија и Господ знае кој му полни главата, уствари се извинувам, па да, кога ќе видите кој му е економски, нели, советник, се ви станува јасно, значи, кога ќе видите која е таа банда на бумери кои што моментално ја водат економијата во Мурика, се ви е јасно, како и да е, значи, битна работа која што треба да забележиме, заедно со Майкл Сейлор, во оваа ситуација, овие две имаат многу битна работа. Значи, во исто време, кога гледаме дека Конгресот, барем оние кои што се малку по-прогресивни во Америка, се бори за да се намалат пречките, да се престане со кракдаун, со овие Choke Point 2.0 и да се дозволи на крипто да се развива, во исто време имате ваков шупелкар како Майкл Сейлор, значи секоја чест за тоа што навистина дечкото е про биткоин, нели, тој дел секоја чест, никогаш не викам не, но проблемот со овие луѓе се толку кратко види, тоа е смешно. Значи тоа е жално дури, не само смешно. Значи да бидеш биткоин максималист треба да си, како да ви објаснам. Лесно е да бидеш биткоин максималист ако имаш 2000 биткоини, се разбираме. Значи на тој начин ти немаш ни потреба да инвестираш во било што друго. Дури да не забораваме дека ваквиот фат кој што го шират овие луѓе го прават баш напротив. Значи они тоа им одговара. Значи, кога вие ширите фат дека сега СЕК ќе отиде против Етериум, против BNB, против сите, ќе ги тужи, тоа ќе бидат харти од вредност, вие тоа го правите затоа што на тој начин вие практично буткате се повеќе и повеќе луѓе да инвестираат во биткоин, што вас ви одговара затоа што ја крива цената на истиот. Значи, мене ако ме прашувате, ова е крајно контрапродуктивно, затоа што оваа технологија заслужува да се развие. Секој од овие проекти има своји јаки страни. Така, значи, со исклучок на глупости како меме коини, само момент, со исклучок на глупости како меме коини и не знам Солана, останатите на вистина имаат квалитет, значи се развиваат, се обидуваат да направат нешто, да сменат. Без разлика дали е во финансии, дали е во не знам геодезија, дали е во музика и уметност, битно е дека се обидуваат да сменат нешто. И најнаш вакви волови кога ќе испадат да кажат ваква глупост, значи ја не можам да разберам, стварно, значи колку треба да си кратковид. Но како и да е, значи пак ќе кажам, не заборавајте да на крајот од денот овие луѓе се првенствено капиталисти. Нив, ако имаат финансија во нешто, нормално дека се друго ќе негираат, ќе кажуваат дека е помалку вредно, дека нема никаква вредност, затоа што инвестирале во нешто од кое што профитираат во моментот кога се останато, нели, губи на вредност. Така да за ова е сосема нормално, Майкл Сейлор е само класичен капиталист, ништо повеќе. Пак ќе кажам, секоја чест оно што го прави за биткоин, но останатото е само кратковид максималист. Битна работа која што сакам секогаш да имате во глава. Моментално само 4,2% од вкупната популација во светот имаат или некако работеле или имале контакт со криптовалути. Тоа се 420 милиони луѓе. Што е одека сега битно во оваа ситуација? Битно е да разбереме дека од 420 милиони луѓе само колку се овдека 50 милиони се во Мурика. Значи тоа е една осмина, се разбираме. Значи тоа е една осмина од вкупната популација на луѓе кои што имаат или поседуваат или ќе, нели, на некој начин се поврзани со крипто. Значи една осмина. Тоа само треба да ви каже дека не е Мурика единственото место на светот. Да, има доста капитал, но не заборавајте дека СЕК има надлежност само во ова, како да ви кажам, овој герис од држава. Значи само на оваа територија има СЕК надлежност, се разбираме. СЕК може што сака да прави, тоа важи само во Мурика. Во исто време имате во Европа,
нели, мика со тоа што се обидуваат да интегрираат. Значи во Азија гледаме држави како Хонг Конг, како Сингапур, како Јужна Кореја кои што се обидуваат да развијат оваа технологија. Во Јужна Америка станува се помодерно. Имате држави како Австралија кои што моментално најавуваат биткоин спот ETF заедно со Јапонија, заедно со останатите. Сакам да ви кажам дека не е само Мурика, да и понатаму е главен финансиски центар, очигледно не за долго, но тоа не го менува фактот дека имаме цел еден свет, значи не се фокусирајте толку на Мурика, битно е, но не е крај на светот, ако испадне моментално секи каже, ете Етериум е security, се разбира, значи, нели, дај да се соземеме, не е Мурика единствената земја во светот, и Кина имаше 70% од хешрейтот на биткоин и го банираше два бул маркети поред, и еве сега веќе не може ништо да направи, се преселија мајнерите, сите нели преживеавме, гледаме дека долготрајни последици нема. Така да не се секирајте ако испадне Гаргамел Гензлер да каже дека ќе има не знам каков поход, погром, нема проблем. Слободно нека го направи тоа, дај да завршиме веќе со Мурика, нека се пресели и капиталов, и проективе негде на друго место кај што се поприфатливи и да завршиме со оваа морониве од Мурика, аман. Сега, друга работа, значи околу Ethereum, Виталик најави нов EIP, значи тоа е Ethereum Improvement Proposal 7702. Сега ова е повтор, значи нема да навлегувам премногу детали затоа што дури јас не го разбирам, јас ви читам нешто кое што знам да го преведам, а на крајот од денот 70% тоа што го преведувам не знам што точно значи, затоа што јас не програмирам, јас навистина не знам како тоа се прави во самиот блокчейн. Битната работа која што треба да разбереме е дека ова е практично подобрување на претходниот предлог EIP 3074, двата апгрейди се насочени кон така речено подобрување на смарт wallet, значи подобрување на начинот на кој што блокчейнот е поврзан со смарт новчаниците и сето тоа е направено со цел нели да се подобри така речено трансакциите од и на блокчейнот, сега зборуваме нели практично во самите смарт wallet. Тоа е добро затоа што значи секоја од овие надграби е одлично, мислам нели подобрување на самиот блокчейн, тоа е одлично за нас, но ова не е поврзано на пример со големите надграби како што беше надграбата за Proto Danksharding, значи ова е само дополнително надградување на самиот блокчейн, што е пак ќе кажам одлично. Сега прв пат инфлационен од моментот кога дојдовме до мерч, значи еве да погледнете како тоа изгледа, значи не само да зборуваме на суво, што тоа значи? Тоа значи дека од мерч прв пат Ethereum влегува во инфлација, но не заборавајте дека он започнува да се движи во инфлација, но веќе е дефлационен. Сега ќе објасниме зошто, значи погледнете и сами. Од мрџот, он успеал да до сега зборуваме, значи до најдлабокиот дел, да на некој начин изгори негде околу 0,2% вкупниот supply со помош на burning механизмот, се разбираме? Значи, за разлика од биткоин, кој што никогаш не бил дефлационен, така, дури и сега ние практично само ја намаливме инфлацијата на под 1%. Значи, инфлацијата беше негде 1,2, 1,3, сега е 0,6, 0,7. Значи дека само ја намаливме инфлацијата, но и понатаму ја има. И понатаму имаме зголемување на вкупната количина на пазарот на ова добро кое што го тргуваме. Така, за разлика од тоа, овдека немаме зголемување. Ова е само на некој начин намалување на така речено burn механизмот во спротивно со тоа колку нели минт има. И во оваа ситуација ние и понатаму сме во дефлација од минус 0,2%. Само што во моментов на краток да речем на краток период, ако сега моментално погледнеме, да речеме, погледнете сами, ако тоа го направиме на 7 дена, на пример, ќе видиме дека е 0,6% во инфлација. Но тоа е на 7 дена. Ние од мрџот веќе имаме стопено 0,2% вкупниот supply, така? Сега ова е само на 7 дена наместо да имаме дефлација и ние имаме инфлација, така? Значи идејата е дека ние понатаму во макротренд сме во дефлација. Еден од ретките коини во крипто кои што и понатаму има многу повеќе изгорен Ethereum отколку што има произведен. Така, значи еве прост пример. Според моменталното темпо се произведува 1 милион, се произведуваат 756.000 етериуми, кое што е фиксно од моментот кога сме proof of stake, а се горат 1 милион и 9.000 етериуми. Што ова нели варира во однос на тоа колку трансакции имаме на самиот блокчейн. Но и понатаму имаме 250.000 повеќе изгорен отколку што имаме
практично произведен. Така, што на некој начин ние гледаме дека се одразува во минус 0,2% дефлација. Така да ова не е толку страшно, ова е само момент каде што нема толку многу трансакции и затоа имаме многу повеќе ишуенс за разлика од Брн само во овој период. Но во исто време, иако не сме во инфлација, ние понатаму сме во дефлација, да не забораваме дека има еден многу битен тренд, а тоа е трендот на паѓање на вредноста на Етериум од менувачниците. Значи, се помалку и помалку Етериум имаме на менувачници. Доколку имаме вкупна количина на Етериум од 120 милиони моментално во циркулација, а претходно сме имале 30 милиони од овие 120 на менувачници, значи ние сме имале 1/4, тоа се 25% од вкупната количина на Етериум била на менувачници. Тоа погледнете, че ова е во 2021 година. Преку целиот bull market, преку целиот bear market, ова не се зголемило, туку се намалило. И моментално од 25% сега имаме само 14 милиони, значи од 30 на 14. Значи практично половина од ова излегло од менувачниците и никогаш не се вратило. Така. Значи дека се повеќе и повеќе луѓето купуваат Етериум и го тргаат од менувачниците. И во оваа ситуација со 14 милиони, а 120 се вкупно, значи тоа е негде околу 11-12%. Значи од 25% сме се намалили на 11-12% Етериум, кој што е моментално на пазарот за на менувачниците, за трговија, за размена. Тоа ви покажува дека се повеќе и повеќе се намалува количината за трговија. Колку помалку имаме одредено добро за кое што има интерес, што се случува, неговата цена ќе расте. Иако моментално имаме така речена стагнација, прашање на време е кога овој шок на намалување на расположливата количина на капиталното добро на пазарот ќе предизвика шок во нагорна линија, затоа што нема да има доволно. Она што го има, значи ќе мора луѓето да се борат, тоа е конкуренција помеѓу купувачите и на тој начин ќе кренат цената на ова добро. Во исто време, гледаме дека истото се случува и со биткоин, кој што е во највисокиот врв во 21 јули 2021 година бил, погледнете, 2,8 милиони од 21 милион, значи 2,8 милиони бил на менувачниците, така. И во целиот овој период, без разлика дали бил bull или bear market, истата ситуација, погледнете. Од 2,8 стигнал на 1,9. Што значи дека 1 милион биткоини е изваден од пазарот и никогаш не се вратил назад. Се разбираме? Значи, практично од, да речеме дека биле 3, од 21, тоа би биле негде околу, како ќе дое таму, 5-16%. А во оваа ситуација, затоа што имаме само 2 од 21, тоа е веќе помалку од 10%, значи 5-6% од вкупната количина на биткоин е извадена од пазарот. Да не забораваме дека немаме 21, туку моментално имаме негде околу 19 милиони на пазарот, пак го прави тоа негде околу 10% од вкупната количина моментално. Така. Значи и Етериум и биткоин се помалку и помалку ги имаме на менувачниците, значи дека прашање на време кога ќе добиеме шок затоа што има премногу мала количина за тргување и цената ќе продолжи да се движи нагоре. Во исто време имаме негативни вести затоа што значи Grayscale ја повлече својата апликација за Futures ETF за Ethereum. Мене ако ме прашувате, не беше само Grayscale, имаше уште една друга компанија која што го направи истото, затоа што нема логика да имате Futures ETF, кога потенцијално би добиле Spot ETF, затоа што многу повеќе луѓе, значи ја генерално не гледам причина зашто би купил хартија од вредност, која што е следи цената на Ethereum, кога можам да купам Ethereum. Дури во оваа ситуација, ако сум институција, да купам Spot Ethereum, така. Значи, нашиот техничар моментално е комплетно knocked out. Целата емисија е остави во мои раце, фала Линда, како и да е. Значи, уште ќе напоменам, ова мене не ме буни, само што моментално се шира шпекулации дека ете заради ова сега ќе падне цената, дека ете као Grayscale изгубил интерес за Ethereum, значи нема вистина во тоа. Grayscale и понатаму има исто како што имаше Bitcoin фонд, има Ethereum фонд кој што се обидува да го претвори во Ethereum Spot ETF. Ова со Futures мене искрено не ме интересира затоа што Futures нема директно никаква улога на цената затоа што вие практично не купувате Ethereum. Вие не вадите Ethereum од пазарот, вие само ја емитирате цената на Ethereum што мене ми нема никаква логика. Futures се генерално сакате изложување, ама да не го држите доброто што пак ќе кажам, мене ми е смешно, но нели тоа е тоа, капиталистите им треба интересни работи да се играат. Како и да е, значи на крајот од денот ова сега наеднаш се претвара во фама као ете гледаш Grayscale
не сака веќе Ethereum Futures ETF, така натаму, но да не се лажеме, значи сето ова се движи кон една работа, а тоа е Ethereum Spot ETF. Ethereum Spot ETF, финалната одлука се очекува од SEC да дојде негде 23-24 мај. Гледаме дека нема никаков интерес, гледаме дека практично SEC воопште не соработува со апликантите за Spot ETF на Ethereum и тоа нормално се повеќе и повеќе води кон еден заклучок дека во најмала рака ќе го одбие. Значи, еве, погледнете сами 23 мај во овој артикл тоа е напишано, значи во најмала рака ќе го одбие, а нормално се сомневаат дека потенцијално може и да, верували или не, го прогласи за хартија вредност. Тоа ќе биде интересно, баш би сакал да видам таква глупост да направат и да видиме што ќе се случи кога ќе треба да додат против BlackRock, против Grayscale, против Vanguard и така натаму. Тоа ќе биде интересно, како и да е, значи останува да видиме не Vanguard, ARK Invest и Invesco сакам да кажам. Значи еве 6% шанса дека ќе го одобрат. Знаеме дека тоа е научна фантастика, нема да се случи, но како пак ќе повторам. Уште еднаш ќе го повторам истото. Значи 4,2%, 420 милиони, од кои што само 1/8 се муриканци. Така да, да не забораваме дека Мурика не е центарот на светот, иако они тоа би сакале така да го представуваат. И моментално Coinbase, значи е уште една потврда на тоа што го зборував. Значи ако се сеќавате, јас ви кажав дека на Coinbase моментално му се спрема голем напредок и јас си понатаму тврдам дека тоа е така. Значи не за џабе Fidelity и BlackRock и Invesco и ARK Invest се влезени во акции во Coinbase. Не за џабе BlackRock моментално и не само Fidelity не, но Invesco, ARK Invest и BlackRock, како и останатите големи Bitcoin Spot ETFs, својот биткоин го чуваат во волети во Coinbase. Во исто време USDC, значи направи партнерство со Coinbase, каде што Coinbase не е само партнер, туку и купил голем дел од акциите на Circle. Значи еве го официјално 28 милиарди инвестирани од Coinbase во Circle со цел да купи практично удел. Значи овој круг помеѓу BlackRock, Coinbase и Circle е многу битен. Ке видите, значи барем за ова јас сум доста сигурен. Зошто го велам тоа? Circle ви е потребен затоа што вас ви треба прво стейблкоин. Без стейблкоин се е џабе, така. Значи не можете директно од банка у крипто и обратно, тоа е научна фантастика. Coinbase ви е битен затоа што ви е потребен медиум, вас ви е потребен менувачица, вас ви е потребен ODL, тоест over the counter trading, OTC. И BlackRock ви е потребен како извор на капитал. BlackRock моментално е менаџер на Circle, зборуваме на фондот, значи кешот и обврзниците директно ги контролира BlackRock. BlackRock има инвестирано и во Circle и во Coinbase. Coinbase има инвестирано во Circle. Во исто време, Coinbase најавува дека само USDC ќе биде користен на платформата Coinbase и ниту еден друг стейблкоин. Гледате како моментално ова тројство се повеќе и повеќе се развива. Зошто е ова толку битно за нашето портфолио? Заради Base. Моментално и самиот, значи во оваа ситуација ова е еден од високите представници Антони Басили, така нешто, значи Head of Tokenization, вели Ethereum Layer Base блокчейн е клучен за онбординг на 1 милиарда корисници. Значи идејата на Coinbase е да стане првенствено барем во Мурика, ако ништо друго гледаме и понатаму, затоа што Coinbase доби лиценца и на Карибите, доби лиценца и во Европа, гледаме дека се повеќе и повеќе се проширува. Значи иако има само 7% од купниот пазар, јас гледам дека го спремаат Coinbase да биде следниот број 1. Значи не за џабе они зборуваат 1 милиарда 1 милиарда users, значи да не забораваме ова се нели оние западњаци. Како и да е, уште еднаш ќе напоменам, значи ова не е за џабе, ова е припрема за нешто многу големо, но уште еднаш ќе напоменам зошто тоа е многу битно за нас. Base. Уште еднаш. Base моментално функционира на оптимизам. Затоа и 5-6% од моето портфолио се во оптимизам, затоа што Base се тоа на што го прави на оптимизам блокчейнот. Ако Base одлучи да направи свој блокчейн, се што поседувам во Base веднаш ќе оди, се што поседувам во оптимизам, веднаш ќе оди во Base. Base е моментално начинот на кој што Coinbase се обидува да направи 1 цент, дури и помалку од 1 цент за трансакција во Coinbase, значи тоа е нешто што го спремаат нормално. Значи гледаме дека се повеќе и повеќе се движиме кон тоа Coinbase целата своја работа, целиот свој client base да го базира на
самиот Base Network, затоа што моментално гледаме дека Base на вистина има голем напредок, ефтини трансакции и многу добро прифатен од заедницата. Тоа уште еднаш ќе кажам, ако се случи оптимизам да на некој начин поради било која причина престане со работка со Base или Base одлучи дека сака да има свој коин, свој блокчейн, веднаш се ќе биде трансферирано во Base. Значи ова е енормен профит кој што не би сакал да го пропуштам, посебно кога гледате дека вакви големи субјекти ја спремаат Coinbase да биде број 1 во Мурика и подалеку. Така да тоа според мене е многу битно. Следна интересна работа, Optimism Layer 3. Значи Layer 2 моментално е направен, знаете и сами, со цел да се олесни работата на Ethereum и поголемиот дел од апликациите да функционира на Layer 2 екосистемите, како што е Optimism, Arbitrum, ZK Sync, Polygon и така натаму. Зошто е ова битно? Затоа што Optimism сега сака тоа да го надгради уште повеќе и да прави Layer 3 екосистеми. Значи на Layer 2 моментално вие практично градите апликации, така. Значи на некој начин вие немате свој екосистем, вие немате свој блокчейн, вие користите Layer 2 блокчейнот на, пак ќе кажам, на Polygon, на Arbitrum, на Optimism, со цел да направите своја апликација. Моментално Optimism се обидува да понуди Layer 3 градење на свој блокчейн кој што ќе биде базиран на Optimism блокчейнот. Се разбираме? Практично, наместо да правите апликација, вие ќе можете да изградите свој екосистем на Layer 3, на третото ниво. Со тоа што моментално Optimism работи на подобрување на својот, да речем, блокчейн баш за оваа причина, со тоа што има две надграби, меѓу кои првата е така речено, само да ви каде беше точно тоа објаснето, да ви го покажам, Custom Gas Tokens, каде што ќе може или да имате свој токен, или пак да го користите токенот на Layer 2, во оваа ситуација OP токенот, каде што или ќе го делите gas fee sharingот, се разбираме, како што тоа е например помеѓу Base и Optimism, значи има така речено механизам со кој што го делат гасот, значи како буквално ќе биде на Optimism, колку ќе биде на самиот екосистем, практично дел од овие фии се враќаат назад на Layer 3 проектот или пак на во оваа ситуација леерот како што е Base, така. Во друго, значи исто така може да користите самиот Optimism ако не сакаат да имаат свој токен. Сега овдека имаме плусови и минуси. Layer 3 може да го направи уште поевтин начинот на кој што користите блокчейн. Така, од друга страна ќе имате свој блокчейн кој што е базиран на Optimism, кој што на некој начин повторно ја користи матичната инфраструктура на security од Ethereum, но се побрз и се поевтин. Така. Сега во исто време убаво кажано овдека, значи и Polygon и Ethereum како проекти се против Layer 3. Значи, Виталик кажува дека Layer 3 ќе има своја улога понатаму, но не сега, наводно според него е премногу рано, а во исто време Polygon вели. Вие имате ситуација во која што Layer 2-ките, значи сега моментално да трансферирате од Layer 2 на Layer 1 е лесно, затоа што имате еден layer, така. Значи вие само матични, затоа е rollup, така. Значи трансакциите кои што се запишани на Layer 2, доколку конечно одлучите да ги преместите на Layer 1 е многу едноставно. Само ги ставате ончейн на Ethereum со една трансакција, така. За разлика од тоа, ако се наоѓаме на Layer 3, вие прво треба да ги преместите овие токени во Layer 2, па дури после на Layer 1. Значи дека ќе треба да платите дупло фи и тоа многу повеќе, затоа што нели имате различни токени кои што треба да се трансферираат во Optimism, па потоа во Ethereum и така натаму. Идејата е дека сега според одредени проекти како Polygon, Layer 3 е промашена инвестиција, но останува да видиме. Значи, како опција е добра, мене ако ме прашувате, тоа е плюс за Optimism. Значи, овдека може да се најдат некои помали проекти, како не знам, гейминг или нешто такво, кои што сакаат да имаат свој блокчейн, сакаат да имаат свој екосистем и може да го изградат тоа многу поевтино на Optimism. Но останува да видиме. Значи, во секој случај јас сум вложен и во Polygon, кој што не сака Layer 3, сака да се фокусира на Layer 2 екосистемот, и во Optimism кој што гледаме дека се развива за да дојде до степен каде што ќе може да понуди Layer 3. Во секој случај, значи останува да видиме како тоа ќе се одвива. Значи едната и другата опција мене ми одговараат затоа што сум инвестирани во едното и во другото, немам што да изгубам, само ќе видиме како ќе се развива софтверот. Рендер, значи уште еднаш ќе напоменам, јас сум сигурен дека ја најдов вести и ја споделав со вас дури ако се придвижам назад ќе ја најдам повторно, каде што беше напишано дека рендер ќе биде користен во некој од Apple продуктите, поновите продукти, и сега тоа се потврдува, погледнете. Значи Octane е 3D софтвер за дизајн,
кој што работи на рендер. Практично овој софтвер за 3D кој што нели рендеринг прави преку рендер протоколот, моментално, значи сега ова е, јас искрено не гледам овде, мислам дека ова е логото. Вели ова е некаква си презентација, само да видам од кого, затоа што јас со Apple, значи немам никаква допирна точка, не сакам да слушам за таа компанија, ниту па нивните продукти, значи толку затворен тип на софтвер, толку треба да си ретардиран да користиш Apple. Извинете дечки, не знам дали користите, тоа е ваш проблем, ама колку, значи вие сами си дозволувате целосно да бидете ограничени. Да не можеш песна да ставиш на телефон, да не можеш слика да ставиш или да извадиш од телефон преку обичен кабел. Значи тоа е жално, не знам. Како и да е, вие си знаете, но генерално јас оваа компанија не сакам да слушнам. Тим Милет, значи овој некој си, само да видам што е овој, сега нешто битно таму, како и да е, прави некаква презентација во која што објаснува дека рендер и Octane софтверот ќе бидат користени, значи pro-rendering apps like Octane will flat out fly. Millet stated, making note of the software's performance on the new iPad. Значи, нов iPad кој што директно ќе користи апликацијата Octane која што работи на рендер. Тоа што јас го зборував е официјално, сега мислам дека овдека е, ова е рендер токенот, или пак ова е, сега јас искрено не може да барам апликацијата, ако сакате најдете ја, оваа презентација, верувам дека ќе го најдете и тоа што моментално го зборува. Моментот е дека баш тоа што го најдев тогаш сега се потврдува дека на вистина новите продукти на Apple ќе го имаат рендер, на еден или на друг начин ќе го користат. Така да и гледаме веќе неколку дена цената и понатаму продолжува да расте. Уште еднаш ќе напоменам, Apple има една од најголемите фан бази, не знам зошто, но ете тоа е така. Значи јас не можам да разберам како Nokia изгуби, а Apple победи. Јас се уште не можам да разберам, значи Nokia беше, како да кажам, бог и батина во тој сектор, но ете сега Nokia произведува фриџидери, а Apple произведува се. Како и да е, значи тоа е моје мислење, нели, не мора да се слагате со него, на крајот од денот секој си има свое мислење, но ја не можам да разберам стварно. Polkadot има, практично Polkadot почнува официјално со 2.0, знаете и сами, тоа е надгрба која што многу ја чекаме, за жал се уште нема целина каде што можам да видам нели како се до тоа ќе биде направено, како се до тоа ќе се одвива. Ние направивме кратко видео за Polkadot 2.0, значи што очекува, што понатаму ќе биде со истиот, но се уште нема некоја целина или таймлайн по кој што можеме да кажеме дека истиот ќе се одвива, со тоа што три главни работи треба да бидат интегрирани. Првото е тоа што веќе е интегрирано моментално, а тоа е Asynchronous Backing, втората е Elastic Scaling и третата е Agile Core Time. За овие две може да погледнете видеото Polkadot 2.0, ќе го ставам во предлог на ово видео, а за Asynchronous Backing, што уствари тоа представува? Представува начин, и истото и ова беше спомнато во видеото Polkadot 2.0, кое што сега е интегрирано, представува начин на кој што валидацијата на трансакциите и блоковите од Relay Chains, тоа се оние блокчейни кои што се поврзани на основниот Relay Chain, така? Значи, тоест од Parachains на Relay Chain. Relay Chain е главниот чейн, Parachains се сите останати блокчейни кои што добија на аукциите и имаат свој слот на Relay Chainот. Relay Chainот е Polkadot, така. Значи моментално се целосно подобрен начинот на кој што функционира запишувањето на блокови трансакции од овие Parachains на Relay Chainот, со тоа што вели моментално, значи сега да не, само да видам како изгледа. Вика се зголемува block space availability, значи блокот кој што може да биде запишен од 6 до 10 пати поголем да биде, потоа само да видам што имаш друго. Значи два пати се зголемува начинот на кој што брзината на кој што се запишуваат блоковите и транзакциите и имаш уште нешто. Да, и вика 8 пати пофункционални се моментално парачейновите преку оваа надградба. Повторно, значи сето ова детално објаснето во видеото за Polkadot 2.0, погледнете. На крајот од денот она што треба ние да го разбереме е дека ваквата надградба на Polkadot дозволува самиот Relay Chain заедно со Parachains да функционира многу побрзо, да имаме многу побрзи трансакции, запишување на блокови по функционални Parachains. Тоа е одлично. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, значи следат уште неколку надграби како што е Elastic Scaling и Agile Core Time, кои што практично дозволуваат на проектите не само како сега, каде што моравте да имате Parachain, значи да имате се како цел блокчейн, туку сега буквално може да искористите што ви е потребно од самиот блокчейн. Значи сето тоа е одлично затоа што го подобрува екосистемот на Polkadot. Мене ако ме прашувате, тоа е одлично за моето портфолио. Исто така, доста голем удел во Polkadot имам.
Cardano, значи имаме значи вака сега. Прво и најбитно од оваа вест која што успеав да речем превземам е фактот дека chain upgrade кој што се спрема да ја децентрализира целосно нели Cardano блокчейнот и да воведе governance органи ќе биде реализиран во втората четвртина, значи до практично крајот на јуни-јули. Останува да видиме, знаете дека некогаш имаме и одложување, но мене ако ја прашувате, Cardano тоа го прави најдобро, макар и да има одложување, само нека биде направено правилно. Со тоа што дополнително гледаме подобрување CIP69 кој што ќе биде вклучено во овој chain upgrade, значи ништо посебно, нешто интернално во однос на транзакциите, искрено според тоа што го читав не е нешто посебно кој што треба да го знаеме, но ова само дополнително ми помогна да видам дека до крајот на така речено јуни очекуваат да биде интегриран првиот дел chain upgrade од Voltaire ерата, значи од целосна децентрализација на блокчейнот. И уште една интересна работа, моментално Чарлс Хоскинс поставил пол со кој што бара од заедницата на Cardano да гласа дали се заинтересирани за колаборација со Bitcoin Cash. Bitcoin Cash не ми е омилен, знаете и сами, тоа е практично hard fork на Bitcoin, кој што е побрз, поевтин и сето тоа и по-scalable, но него менува фактот дека е многу поцентрализиран и е практично pump and dump, но како и да е, ова нема да штети. Значи моментално идејата е истиот да стане партнер чейн на Cardano. Битно е дека сите овие чейнови полека наоѓаат начин како да се поврзат помеѓу себе. Колку повеќе се поврзуваат, толку е подобро за целата криптосфера, така да ова не може да штети и според изјавата на самиот Хоскинс вели дека ако вакво нешто се случи и практично се дозволи на самиот Bitcoin Cash да ја користи Cardano технологијата заедно со својот Proof of Work механизам, нели зборуваме за својот начин на остварување консензус на блокчейнот, значи ќе биде најдобриот Proof of Work моментално во екосистемот. Повторно, немам голема доверба во Bitcoin Cash, значи никогаш не сум инвестирал, ниту па ми паднало на памет. Идејата е, пак ќе напоменам на крајот од денот, било каков тип на партнерства, сега да не биде со некој ептен меме коин, се позитивни за Cardano, така да тоа ме радува, се надевам дека ќе го остварат. Во однос на XRP, значи некои интересни вести за XRP stablecoin. Значи прва и најбитна работа, една интересна работа која што успеав да ја разберам е разграничувањето на тоа зошто ви е потребен stablecoin, а зошто ви е потребен XRP. Многу од луѓето губат надеж мислејќи дека stablecoinот ќе го замени XRP. Не може да го замени, сега ќе ви кажам зошто. Затоа што првенствено stablecoinот, еви овдека многу добро го објаснуваат тоа, буквално го развиваат со цел да ги примамат институциите. Значи институциите се доста конзервативни, се разбираме. Доаѓаме во ситуација во која што наскоро Ripple ќе има значи целосна да речем правна позадина, така. Значи кога ќе заврши овој случај, истите ќе бидат надвор од юрисдикцијата на SEC. Значи XRP не е хартија од вредност, SEC нема никаква допирна точка со Ripple. Крај. Со тоа што во оваа ситуација идејата е кога ќе го добијат тој статус со поседување на стейблкоин, кој што знаете и сами дека институции се доста исплашени да инвестираат во крипто, посебно во Мурика нема легален начин како да инвестирате во крипто, освен моментално во спот биткоин ETF, практично им нудат стейблкоин кој што ќе биде нормално во позадина со кеш или со кеш еквивалент, во оваа ситуација тоа се нели хартија од вредност, кој што ќе биде директно под контрола на Ripple и кој што ќе има неделни аудити. Што е ова битно? Значи идејата на стейблкоинот е само да се доближат до институции, затоа што многу е полесно да функционирате од стейблкоин во Ripple во било што друго, отколку се зборуваме XRP. Од директно кеш во XRP во било што друго, се разбираме. Така да, зошто е ова битно? XRP понатаму останува главниот токен за on-demand liquidity кој што е потребен за вие да направите трансакција надвор од одредена држава, се разбираме. Што значи дека вие ако сакате да трансферирате стейблкоин во противвредност на долар, кој што да речем го поседува XRP, Ripple се извинувам, значи Ripple USD, така, или како беше RIP USD некој пишал, секоја чест за тоа. Значи RIP USD, така. Значи RIP USD вие сакате го трансферирате во било што друго, без разлика дали е кеш или друг стейблкоин. Вие повторно тоа треба да го направите преку XRP. Затоа што иначе вие практично нели во оваа ситуација
ќе имате проблем да ја поминете. Значи вака немате проблем. Едноставно го користите XRP ODL, on-demand liquidity и го трансферирате во било што друго. Сега, што е повеќе јасно околу ова е дека ќе имаме многу повеќе информации во XRPL Apex настанот во Амстердам од 11 до 13 јуни. Ќе има многу повеќе вести, значи моментално нивниот CTO, Chief Technical Officer Шварц кажа дека повеќе за ова ќе знаеме на овој настан, значи да не давам тоа идејата. Останува да видиме како тоа ќе се придвижи, затоа што пак ќе кажам ова може да биде голем game changer за Ripple. Значи затоа што ги имаат врските, stablecoin ќе им помогне многу, а верувам дека тоа ќе помогне и на XRP токенот, но останува да видиме. Ripple joins DREC Alliance. DREC е уствари Decentralized Recovery. Значи моментално ERC ова е на Ethereum начин на кој што може да направите Decentralized Recovery, но ако се сеќавате за ова ние зборувавме Hedera најде начин како да направи децентрализирано повраќање на вашите пасворди, фрази и така натаму. Значи многу добро направено. Како е тоа направено? Ако се сеќавате веќе го објаснувавме, идејата е дека наместо да му дадете на некого целосна, да речем, одговорност за да ги ја поседува вашата фраза, вие практично истата ја разделувате на неколку различни делови, кои што представуваат, нели, незначителен дел, доколку ги немате сите овие податоци заедно. Идејата е буквално оваа енкриптирана информација да ја скршите на неколку делови и да ја поделите на неколку ваши блиски луѓе, кои што ако вие случајно ја изгубите вашата фраза, значи треба само да ги земете овие податоци од овие различни луѓе и да ги споите заедно за да практично ја добиете повторно вашата фраза. Значи дека никој нема да може ова да го практично пробие, освен ако не ги соберете сите овие делови заедно. Зошто е тоа толку битно? Затоа што на некој начин ви дава бекап во случај да ја изгубите, да речем, основната фраза за вашиот новчаник. И со тоа што вие ги давате овие податоци на луѓе кои што вие им верувате, никој не може да ги пробие, значи никој не може да го земе овој податок, се разбираме. И во оваа ситуација, значи, ваквиот recovery моментално направи алијанса помеѓу Ripple, Algorand и HBAR. Да не забораваме дека тоа се исто три проекти кои што се ISO 20022 compliant, кои што моментално создаваат алијанса која што ќе се обиде да преку групирање на средствата кои што ги поседуваат, да го изгради овој механизам кој што се надеваат да биде стандард во секојдневието на криптосферата. Така да ова е добро ако мене ја прашувате, значи ова е децентрализиран recovery механизам кој што на вистина е добар. Значи тоа ќе го спречи губењето на многу голем дел од коините доколку ја заборавите вашата фраза, значи ќе имате начин како да ја вратите така. Следна интересна вест, значи ако се сеќавате ICP, значи интернет компјутер, еден од оние кои што навистина очекува многу овој bull market, значи веќе има направено два канистри за мост до Ethereum и до Bitcoin, каде што веќе имаме солидни количини на Ethereum и Bitcoin кои што практично се преместени на ICP блокчейнот за да ги користите таму, кои што се нарекуваат CKETH и CKBTC. Сега моментално прават CKUSDC со цел да воведат USDC stablecoin на ICP мрежата, со тоа што истиот ќе биде на ист начин практично депониран, каде што вие од Ethereum мрежата ќе може да депонирате одредена количина на USDC, кои што нормално ќе бидат замрзнати на Ethereum мрежата, а ќе бидат изминтани на ICP во форма на CKUSDC и ќе можете да ги користите на овој механизам. Ова е одлично затоа што на тој начин практично они интегрираат стейблкоин без при тоа овој стейблкоин да треба сега одново да депонира, да прави дел од контракт на овој блокчейн и така натаму. Идејата е овде дека само буквално ги префрлате CKUSDC, значи вашите USDC од Ethereum на ICP. И една интересна работа која што ми ја посочи Гоце Здравевски, мојот ICP стручњак, значи кога имам прашање за ICP, се обраќам кај него. Значи Гоце Здравевски ја нашол ова стварно интересно. Значи ова се практично веб страните кои што моментално ги користат одредени блокчейн проекти и сега гледајте интересна работа. SUI, исто така еден од големите Layer 1, значи моментално е на Cloudflare, така. Значи не е собствена технологија, туку користи оние кои што се веб хостинг, така. Solana веб хостинг на Amazon, Cardano веб хостинг на Amazon, додека единствениот кој што сам прави хостинг на својата страна е on-chain ICP.
Значи, директно on-chain самата организација прави хостинг на страната на ICP, што е навистина добро, затоа што овде како оваа страна падне, вие практично имате на некој начин проблем, затоа што ова е hosted од Amazon. Значи, вие зависите од Amazon, така, да практично и понатаму продолжи да прави хостинг на вашата страна. Значи, ова е доста интересен момент и стварно е така, реално, секоја чест. И овдека сега имаме за крај некоја интересна работа, сакам да споделам. Значи, јас ви кажав дека ќе обрнеме многу големо внимание на Real World Asset Tokenization. Значи, во моментот кога ќе видам проекти кои што навистина имаат свој токен и имаат солиден момент да покажат дека навистина имаат некаков тип на партнерство или потенцијал за Real World Asset Tokenization, и понатаму ние имаме и Chainlink, имаме и Matic, имаме и останатите и XRP, кои што ветуваат дека ќе направат Real World Asset Tokenization, но за сега гледаме дека само стейблкоините се официјален начин на токенизација, како и US Treasuries. Се уште немам видено нешто побитно или блиско до нас, значи мене сигурно не ми требаат US Treasuries, stablecoin се е во ред, нема потреба фала, значи гледаме дека моментално имаме, битно е дека капитал се вложува, така, значи погледнете, уште јас ќе напоменам, ова портокалово што гледате овдека е BlackRock. BlackRock влезе со 40-50 милиони на 20 март. BlackRock моментално има 382 милиони за само 2 месеци. Што значи дека за 2 месеци успеале 300 и колку е 340, вкупно 380 милиони долари да инвестираат во хартија од вредност, во Мурика и да ги токенизираат на Ethereum преку Build, како ја Build, не знам зашто вака пишуваат, не е битно, значи преку Build или Build, платформата за токенизација. Сакам да кажам дека се повеќе и повеќе има интерес, да, нормално е да се почне од најсигурното. Најсигурното во оваа ситуација е мурикански хартија од вредност. Уште не за долго, но како и да е, идејата е дека понатаму ова сигурно ќе се прошири на нешто друго. И затоа е, погледнем, значи real estate, понатаму ќе има commodities и така натаму. Идејата е дека токенизацијата е природен следен чекор на финансиите и затоа будно ќе ја следиме. Јас сум, значи, многу заинтересиран кога ќе испадне проект кој што навистина има некакво поврзано со Real World Asset токенизација, веднаш да влезам во истиот. И за крај, интересна вест од Аргентина. Значи, моментално, компанија во Аргентина, Genesis Digital Assets Limited, која што е майнинг компанија за биткоин, прави партнерство со YPF Luz. Luz е светлина на шпански, од Аргентина, која што прави майнинг на газ. Каде што, сега, точно што мајнаат не е ни битно, и уствари майнинг на гориво, а има газ како производ од сето тоа. Моментално, колку е интересно направено. Значи, ќе има база на операции Bajo del Toro Thermal Power Plant, која што е моментално од YPF практично или координирана, која што, погледате сега колку интересно, овој аксес, значи овој екses газ кој што излегува при майнинг при вршење на, како да кажем, на рударење или на копање на гориво, ќе го акумулираат и ќе го користат за производство на електрична енергија, која што, погледате, 1200 биткоин майнери ќе добиваат струја од овој екses газ, значи од овој газ кој што излегува од рударењето, копањето за гориво. Тоа е одлично, ако мене ја прашувате, и тоа е само уште еден показател дека се повеќе и повеќе биткоин майнинг се движи кон обновливи извори. И погледнете, значи моментално ова е најнова вест која што можев да најдам од, само да видам кога е точно, значи практично февруари 2024 година, само 2 месеци наназад, каде што 54,5% од вкупниот биткоин майнинг е со обновлива енергија. Значи, за разлика од тоа, помалку од 35% во 2020 година до 54,5% во 2024 година. За 4 години успеале, значи 20% да се качи уделот на обновлива енергија во оваа ситуација во биткоин майнинг. Како и секогаш, значи знаете и сами дека напорно работиме на информирање и едуцирање на македонската нација низ светот, и сето тоа го правиме бесплатно, значи сите овие
материјали се 0 евра по македонец. Се што бараме од вас е да ни помогнете оваа материја да ја доставиме до што повеќе македонци. Значи, ќе ве замолам, препорачете го нашиот канал доколку сте научиле нешто да научат повеќе македонци. Идејата е дека се наоѓаме веднаш после халвингот. Сега е така речено и најдобриот момент за купување за оние кои што се малку покасно влезени на пазарот, затоа што кога ќе дојдеме во оние високи делови каде што цените на алткоините и биткоин ќе бидат енормно високи, тогаш веќе нема да ви препорачувам и нема да барам да го промовираме ова на што повеќе македонци, затоа што тогаш тоа ќе биде веќе капитал кој што ќе биде користен за да излеземе од пазарот. Така да идејата не ми е да ставиме што повеќе македонци во ситуација каде што ние можеме да извадиме од нив пари со цел ние да излеземе од пазарот, туку напротив, што повеќе македонци да бидат во ситуација кога ќе бидеме во профит, да треба да излегуваме од пазарот во подоцнешните фази. Идејата е сега треба да го прошириме ова на што повеќе македонци. Од нас зависи колку македонци ќе знаат за сето ова. Уште еднаш, значи, моја задача, што јас сум си ја земал лично, е да го направам ова како материја и да го доставиме на што повеќе македонци. На крајот, значи, толку можам да направам. На вас останува доколку ви се допаѓа ова да го препорачате. Нормално, лайк, шер, сабскрайб, комент, значи тоа се основните работи со кои што на многу едноставен начин само лайк да притиснете на моето видео, значи се повеќе и повеќе алгоритмите го споделуваат заедно со моите постови на социјалните мрежи, а за сите оние кои што се нови, погледнете го ова видео, значи ова е видеото на кое што на почетокот на самиот канал, затоа што е 950 видеа веќе имаме за 2 години работа, значи е тешко да се снајдете, затоа погледнете го ова видео кое што ќе ви даде идеја што се може и каде може да најдете на нашиот канал. Нормално, за крај, значи, во секој од нашите видеа имате дескрипцијата за тоа што зборуваме во видеото, заедно со нашите социјални мрежи, кои што би ви препорачал да ги следите, затоа што објавуваме многу материјал на истите. На крај, нормално, нашите 2 канали кои што ги имаме резервни и знаете и сами, значи, многу од вас сакаат и инсистираат да ни дадат одредени донации, затоа и ги ставивме овие блокчейн адреси. Доколку сакате да не честите едно кафе за нашата работа, значи на крајот од денот, како што кажав, ние не наплаќаме, но се тоа што е пратено, веќе направивме добротворна акција со која што се тоа што беше пратено на овие адреси, ви презентиравме јавно, покажавме што имаше на адресите, го собравме, беа околу 700 евра и ги дониравме во една црковна организација во Велес. Исто така и оваа апликација која што за некој купи ми кафе, значи моментално има некои 500 евра донирани преку оваа апликација за дигитални креатори, кои што ќе ги нормално доставам повторно до истата организација, понатаму планирам да организираме и други работи. Ова е од она што вие ни го доставувате како почит за нашата работа. Така да ви благодарам за сето тоа и нормално за крај, значи морам уште еднаш да потсетам, значи пак ова е нешто што го правам со цел да се запознавам со вас, значи на некој начин ве познавам само од профилни слики и од коментари, значи би сакал да се видиме, би сакал да пиеме едно пиво. 18 мај ќе бидам дома за свадба на мојот брат, така да еден ден пред свадбата одвојувам време да се видам со заедницата кај Даскалот веднаш до фудбалската арена во Скопскиот градски парк, да пиеме по едно пиво на сметка на гемиџијата и се што имате како прашање, ќе ме прашате, ќе си направиме мојот како блиски пријатели, а во утринските часови на 18 мај ќе спроведеме и добротворната акција со вториот дел од донацијата од 500 евра за оваа црковна организација во прехранбени продукти. И за крај, значи пред да го завршам ова видео, само уште еднаш, дечки, не се секирајте, Америка мисли на нас. There's enough cash in the financial system and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash at the Federal Reserve. An infinite amount of cash at the Federal Reserve. Немој да се секирате, дечки. Мурика ќе направи ова да биде еден од најдобрите бул маркети, значи на сите времиња. Така да ви благодарам, се одиме во следен бул маркет и се гледаме во следно видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.